Почитувани, ДКСК го распрсна меурот од лаги на СДС за синот на председателот Мицкоски. Утврдено е дека не патувал во САД на буџетски трошок. Надот на ДКСК дека синот на председателот Мицкоски не бил во САД на трошок на државата и ги извади на површина сите плитки обиди на СДС да креираат лажна фама. Што добија социјалдемократите? Само неколку неделно креирана политичка магла. А што доби народот? Можеше да види дека во СДС ништо не се сменило. Кој е највеќе оштетен? Синот на председателот Мицкоски, кој неосновано, без никаква причина, беше подлежен на канонада навреди и клевети инструирани од СДС. Мора да потенцираме дека синот на председателот не го придружувал на ниту една официјална средба и не бил сместен во истите хотели во кои била сместена владината делегација. СДС лажеше и свесно креираше меур од лаги, кој сега се распрсна и може да се види колку се мизерни, безидејни и деструктивни. СДС, наместо да биде конструктивна опозиција, тие 4 месеци поминаа во лаги и манипулации. Бараме од СДС јавно да се извинат и да запрат со манипулациите и лагите. Народот од нив очекува барем грам одговорност. Извинување веднаш. Погледнете. Како ги коментирате критиките од опозицијските партии на албанците со укинувањето на балансерот, дека било тежок удар за меѓуетничката стабилност и дали ВМРО во согласи законското решение со вреди за правична застапеност? Благодарам. Благодарам на прашањето. Видете, се надминува потребата од примена на алатката наречена балансер, која во пракса предизвикува бројни злоупотреби, а од друга страна останува примената на начелото на соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците, со објективни критериуми и постапки на отворен надпревар за избор на најдобриот кандидат, спроведени од професионалци во администрацијата кои поседуваат висок степен на стручност и интегритет, ќе се направи брана од политичко влијание. Ова не го кажуваме ние, ова го пишува на страната 47 од стратегијата за реформа на јавната администрација 2023-2030, донесена во време кога ДУИ беше владеачка партија. ДУИ не изусти ниту збор, а не пак реакција за балансерот, кога лани официјално беше промовирана новата стратегија за реформа на јавната администрација 2023-2030, усвоена од владата, токму со која тие управува и раководеа. Коментар за балансерот дадо и од Европската комисија, кој кажаа дека паралелните процедури за вработување поставени за да се зголеми вработеноста на малцинствата во јавниот сектор може да ги поткопа во нивната примена принципите на заслуги, принципите на ефективност и правична застапеност и да влијаат на независноста на институциите при изборот на вработените според потребите, а при тоа следејќи ги потребите за правична застапеност. И ние јасно констатирам и се согласуваме со Европската комисија дека балансерот е злоупотребен. Што се однесува до бадинтерот, тоа е уставна категорија. Рамноправната застапеност треба да се реши со законски механизам, но факт е дека балансерот е злоупотребен. Нашиот став за балансерот го знаете од поодамна. Да, тој е злоупотребен и тој е дел од скрининг процесот на Европската Унија. И затоа, кога испраќаме пораки, не може да се однесуваме дека нешто што ни одговара во рете, а тоа што не ние да се однесуваме како мали деца. Не може тоа така.